колегата Оливер Бранковиќ во студиото 3 на Македонската телевизија. Оливер, добро утро. Заедно со него и колишката Сања Ристовска од Атина на Скајп. Многу ми е жал што ве имам на едно место. За ваква тема искрено сакав за многу поубави моменти да разговараме, но тоа ни носи и секојдневието. Ќе дадеме предност на Сања како дама. Оливер, Сања, кажи ми како беше дочекана веста утрово во Атина. Сите се надевавме дека дипломатијата ќе спречи воен конфликт, но тоа во пракса не се потврди. Најпрво добро утро од Атина. Поздрав Кристина, поздрав и до Оливер, поздрав и до вашите гледачи. Во Грција морам најпрво да споменам дека грчките медиуми интензивно следат што се случува во Украина со оглед на тоа дека голем дел од грчките телевизии имаат испратено новинари во Украина и директно известуваат за ситуацијата не само утрово, туку во изминатите денови. Официјална реакција од Атина за сега се нема, меѓутоа судејќи според досегашните официјални соопштенија како од грчката влада, така и од грчкото МНР, Грција се координира со партнерите и со сојузниците од Европската унија и од НАТО. Впрочем, тоа е она што го повтори и шефот на грчката дипломатија, тоа е она што го повторува и грчкиот премиер во изминатите денови. Медиумите од рано утрово следат и континуирано известуваат за ситуацијата. Така, Оливер, председателот на Србија Вучич и во текот на изминативе денови повтори дека Србија е воено неутрална, но дека српската политика не е неутрална и дека нема да се откаже од традиционалните пријателства, но веројатно ова е моментот кога ќе треба да се завземе страна на две столчиња, не може да се седи. Така е, одлично ти е прашањето. Овој чин утришен веќе говори дека ќе има влијание во регионот и дека треба на крајот на краиштата да се определат државите во поглед на оваа војна интервенција во Украина. Зрбија се наоѓа, мислам, во најтешка состојба во поглед на оваа војна интервенција. Зошто? Незината надворешна политика е насочена на два пата. Едниот е евроинтеграција, а втората, тоа ностоп го повторуваат, дека они не ќе да се откажат од традиционалното пријателство со Русија и со Кина. И четврто, исклучително изјавуваат на највисоко ниво дека не ќе да влезат во НАТО сојузот. Сега доаѓаме до еден период во сите овие изјави, малку се изјавите, многу внимаваат председателот Вучич што ќе каже. Меѓутоа, во едно од изјавите, ја мислам дека каже и суштината на овој проблем што се однесува до регионот. Тоа е дека Србија е ставена сега во еден клинч, од една страна Европска унија, Америка, НАТО, од друга страна Русија, нели? И дека има два предизвика, економски и политички. Убаво кажа, дојде време, значи, да не може више да, како што условно ги обвинува, да седи на две столчиња. Значи, или си во евроинтеграцијата, ги следиш политиките на Европската унија, или ја следиш политиката на Русија. За жал, ова ситуација и почетокот на војната допринесе да веќе мора да се одлучи Србија. Последна синоќашна вест беше дека Европска унија воведе санкции, почеток на санкции и е побарана од Србија да се определи. Денес е закажан состанок на председателот Вучич со амбасадорите на Квинта, тоа се амбасадори на Франција, Англија, Америка, Европска унија, значи на овие големи сили, каде што треба ставот да го даде Србија. Изјавата на Вучич беше дека Србија, сега во моментов Србија нема ни влада, има техничка влада, знаете, избори имаме за месец дена, дека во рок од 48 часа Србија ќе даде одговор дали и како ќе се приклучи на овие санкции. Но не се само санкции, не трпи Србија само притисок од Европската унија, трпи од Русија. На Русија сега се потребни сојузници, да не е осамена во целата оваа акција. И веќе најавено во понеделник дека во Белград, ова ми е неофицијално, доаѓа првиот безбедњак на Русија, Патрушев, на средба со Вучич. Значи, притисокот е голем. Како ќе одлучи Србија е многу битно и тоа ќе има влијание и на целиот регион. Сања,
Каква е одлуката на тема санкции на Грција? Спомена Оливер, србите треба да заземат став, но јас барем не успеав да прочитам каков е ставот на грците на тема санкции изминативе денови. Грција не е, како што споменав и претходно, Грција се води според одлуките на Европската унија. Значи дека што да се одлучи на европско ниво, санкции ќе важат и за Грција. Нема информации, не е никогаш случај до сега Грција сама да предприеме некои одлуки кои што се вон одлуките од Европската унија. Така што нема нешто конкретно од овде што би можело да се спомене како евентуална санкција што Грција би ја повела на Русија. Сепак се како одлуките од Европската унија. Што следува на тема воен конфликт, односно учеството на Грција во целата оваа приказна, имајќи предвид дека е членка на НАТО? И во овој поглед, значи секогаш Грција кога е нешто поврзано, кога се носат одлуки на европско ниво, значи на ниво на Европската унија или на ниво на НАТО, Грција се координира, впрочем тоа е официјалниот став на грчката влада, Грција се координира со сојузниците и со партнерите. Единствено нешто што ми се такисира вечерта објавите и на мија, нешто што споменам се така што ќе предложи на европските лидери, тоа е да постои заеднички европски одговор во однос на покачувањето на цените. Односно, и покрај тоа што Грција веќе има преземено некои мерки на тржноста, токму тоа го кажа и Мицотаки дека таа земја наоѓа начини да се соочи со овој проблем, исто така и со енергетската криза, меѓутоа ќе побара од неговите колеги од Европската унија да се согласат, да се договорат да постои европска помош како за домаќинството, така и за бизнисите. Сепак не и ова е поврзано со целата ситуација во Украина. Апсолутно, да. Многу професори по безбедност кои што беа изминативе денови гости во Македонија наутро споменаа за генералните глобални последици кои што ги носи воениот конфликт, кои што нам ќе ни бидат многу тешки за преживување во периодот кој што следува. Според последните информации кои што ги имаме, цената на растот на нафтата го достигна нивото од 2014 година. Пропратно со тоа, голем дел од жителите на Киев веќе се на бензинските пумпи, веќе ги вадат последните пари од банкоматите за резерви. Гледате, убаво кажа од Србија дека имат економски и политички. Говориме за ускладеност на надворешната политика на Европска унија. Ние не сме членка, и Србија не е членка, Грција членка, нели? И има замерки Србија околу ускладеноста на таа надворешна политика на Европска унија. И примерот ќе ви го дадам со Белорусија. Европска унија воведе санкции кон Белорусија. Ние отпосле дознавме и Србија последна воведе санкции кон Белорусија. Иначе традиционално се големи пријатели, лично и Лукашенко и Вучич, знаете, и со Путин исто така колку пати беше Вучич, за да дознавме дека Србија вовела санкции, кога Белорусија воведе санкции на Србија во поглед на прехранбени производи. За отпосле да дознаеме дека таа размена е многу минимална. Се чекаше доаѓањето на 6 мига од Белорусија, за да се направат тие санкции. Значи, многу е суптилна позицијата на Србија во овој поглед. Говориме за економија. Србија има договор, единствено во регионот, за слободна трговија со Русија и со сите тие земји од Сојузот, заедницата на држави, како се вика, што од бившиот Советски сојуз. Немат ни царини и така натаму. И сега треба вие да се ослободите. И со Европска унија најголема размената. Така да ќе има последици. Не случајно Вучич каже дека се снабделе, дури интересна беше таа изјава, вика не ги послушав кинезите, кога почна да се снабдува со залихи на храна, сол, жито, газ и нафта. Вика, ние се снабдивме, не треба да се грижат граѓаните, останува проблемот за газот и за нафтата и на тоа се работи. Ќе има последици, точно ти кажа за нафтата и златото е поскапено. Меѓутоа треба да знаеме дека Украина и Русија се најголеми извозници на пченка. Сега цената ќе отиде нагоре. Ќе дојде до проблем за леп.
Се огласи рано утрово американската амбасадорка на Обединетите нации, која што вели руската инвазија врз Украина може да создаде 5 милиони бегалци. Оваа тема за нашиот регион особено е горлива, имајќи предвид каква историја имаме ние со бегалците. Треба да дојдат бегалците до овдека на некој начин. Затоа се треба да се следат по тезите. Ја верувам дека до заден момент ќе гледа, говорам за Србија, нормално, пошто 24 сата следам ситуацијата во Белград, како ќе постапи. Што ако заземе став дека не ќе да го раскине пријателството со Русија? Русија дали може да ја помогне на Србија? Не можат ни кикирики да им пратат, пошто околу се сите обкружени со малку е комплексно сето тоа, за да ние се уште се говориме за бегалци. Што би било кога би било сега? Да, почетокот веројатно сите сме исплашени во паника, па предпоставките се бројни. Не се јасни, ја се читав што кажа Путин, вика, ова е, вика, специјална војна операција, чиј цел е демилитаризација и денацификација, а не окупација. Се требава да го растумачиме, за да сватиме што ќе биде и како ќе биде. Јасно е што ќе биде војната, која е војна, многу тешко се контролира и дипломатијата, војната е продолжеток на дипломатијата со насилни средства. Така неизвестно е све. Сања, премиерот Мицотакис пред неколку дена го свика Владиниот совет за национална безбедност, но од тогаш многу работи се променија. Веројатно нови одлуки ќе има и во текот на денешниот ден, па и нови состаноци бројни. Така да, во текот на денешниот ден се очекуваат состаноци. Меѓутоа, морам да споменам тука кога говоревте за бегалците, дека за Грција има особен интерес конкретниот дел од Украина, бидејќи во градот Мариуполи има доста грци кои што живеат таму. Грција има и конзулат, кој што во минатиот период го зајакна со дополнителен персонал, за да може да им помогне на грците кои што се наоѓаат кои живеат таму. Тоа се Грција диаспората и слично, и во минатите денови Грција повикуваше граѓаните не само од Грција да ни патуваат во Украина, но и кои што во Украина да се вратат во Грција, меѓутоа се види дека е мал интересот. Па сепак луѓето си одбираат да се останат во нивните домови, веројатно се надевам дека има колку да ескалира ситуација. Пред малку јавивме и на Мија дека шефот на грчката дипломатија, тоа е начин говорен на Весо Добра, шефот на грчката дипломатија идно се враќа во Грција од Африка, каде што беше на посета, меѓутоа денес се враќа, грчкиот премиер и повторно на Владиниот совет за национална безбедност, се и овој пат присуствува министерот за животна средина Африка, со тоа дека Грција се снабдува со природен газ од Русија, меѓутоа тврдењата од денови се дека нема да има проблем во снабдувањето, дека Грција на некој начин обезбедила и алтернативни начини. Што туку се огласи и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, кој што го осуди, како што рече, непромислениот напад врз Украина. По објавата на Твитер пред неколку минути напиша дека со тоа се загрозуваат бројни цивилни животи. Ова е тешко кршење на меѓународното право и сериозна закана за евроатланската безбедност. Исто така рече дека сојузниците на НАТО ќе се состанат за да реагираат на обновената агресија. И токму за ова зборувавме, повели Господ на меѓународното право, тоа е поврзано со Србија. Имаше изјава од украинскиот амбасадор, кај што Србија го поддржа територијалниот интегритет. Србија исто така не го признава отцепувањето на Крим, што е многу битно, а и Украина не го призна Косово. И се поиќе се споменува меѓународното право, ја мислам дека Лавров тоа направена компарација за какво вика меѓународно право говориме, кршење на правото, кое е прекршено од страна на западните сили околу бомбардирањето на НАТО, на Србија и војната во Косово. Целата таа акција не беше аминувана од Обединетите нации. Тоа го спомна и Вучич исто така, вика, за какво меѓународно право правиме. За нас, као мали држави, вика, ако се крши меѓународното право, то може, вика, а за големи држави, кога се крши меѓународното право, то не е допустливо. И се поиќе во таа дипломатска
ајде да кажам, жаргонски препукување меѓу Русија и НАТО земјите, се споменува војната во Косово и кршењето на меѓународното право, и затоа бараше украинскиот амбасадор осуда на окупацијата на Донбас и на Луганск. Одма му одговори Вучич, вика, јас ќе го викнам, вика се тој украински амбасадор, па Зеленски нека ми даде мене осуда, нас кога не бомбардира. Во моментов се случува евакуација на руските дипломати и персоналот на амбасадата од Украина, како што впрочем и беше најавено. Знамето на Русија е отстрането од зградите на амбасадата во Киев. Оно за што веројатно најмногу стравуваме се цивилните жртви, бидејќи и професорот Дујовски минатата недела кога беше гостин во Македонија наутро спомена дека во воен конфликт пресметани се жртвите кога станува збор за воена сила, но она што носи воениот конфликт по него е нешто што навистина треба да не плаши и не е шега. Апсолутно се согласувам, меѓутоа сега многу прашања се отварат и цивилни жртви се неизбежни во сета оваа ситуација, а ние во регионот треба тоа да го гледаме од економски последици. Дали сме подготвени да се справиме со овие последици кои што ќе бидат, еве ако кажав на пример за пшенката, за пченицата, че нема пченица. Дали можеме се тоа да го издржиме? У Србија други гледам меѓу граѓаните викат ајде идеме да купуваме сол и така натаму. Јавното мнение е 80% од медиумите на страна на Русија. 20% априори се против Русија, као е на еден од CNN што се медиумите. Медиумска војна невидена е. Војната почната уште енергетска, медиумска и сега класична војна. Имаме медиумската војна е многу вистината. Прва лекција на студенти во новинарство вика, во случај на војна што е прва жртва? Во случај на војна прва жртва е вистината. Токму така. Сања, сакам да се надоврзам пред малку кога ја прочитав информацијата за Столтенберг и неговата изјава дека сојузниците на НАТО ќе се состанат за да реагираат на обновената агресија. Тоа секако ја вклучува и Грција. Нема за сега никакви најави за состаноци во текот на денот, дека ќе имаш богата работна агенда, тоа го знаеме. Да, па тоа само што споменав дека Мицотаки Сабајлева ќе одржи состанок на повторно го свика Владиниот совет, значи од првиот состанок го свика понеделникот, вториот е ќе биде Сабајлево. Дали какви одлуки ќе бидат донесени во текот на денот, Мија како секој ден ви информира навремено, така да сите информации ќе ги имаме таму. И уште едно прашање кое што се однесува и на двајцата, спомена Оливер како вовет одличен дека ние новинарите сме пред сериозен предизвик, особено кога станува збор за вакви осетливи теми, а тоа го почувствувавме многу од почетокот на пандемијата. Секој погрешен збор, погрешно протолкуван збор знае да направи сериозен проблем и тоа на дело ќе се потврдува и денеска и во деновите кои што следуваат. Може паника да дигнеме непроверени вести. Од лице место ние сме посредно пренесуваме вести. Мора да се внимава. Тој, мислам и Вучич го кажа, ги предупреди новинарите во Србија и тоа овој податок од него ми е. Вика, ало, внимавајте, вика, што правите. 80% од медиумите во Србија се проруски настроени, а вика 20% априори се против. Вика, ќе направите проблем самите, за да можеме да правилна одлука да донесеме. Тоа исто важи за Македонија. Сања, како ти во целата оваа бура од информации изминатиот период? Токму затоа на почетокот споменав дека многу грчки телевизии имаат пратено новинари во Украина за да имаат информација од лице место, да можат да поразговараат и со локалното население, да ја видат и одблиску ситуацијата. Тоа е нешто многу позитивно, би рекла, во Грција. За слободата на медиумите во Грција можеме друг пат да отвориме таа тема, бидејќи Грција е Балкан, покрај нашата член на Европската унија, меѓутоа тоа е друга тема. Сепак сакам да кажам дека Грција се праќа новинари на терен, онаму каде што се случувањата и си дека тоа е најдобар начин да се информира јавноста. Друго е кога нели чекаме од светските агенции што ќе пренесат, како ќе пренесат и секако нели како што споменавте секој збор ќе се како ќе биде точно преведено за да добие и значи.
Ние новинарите често знаеме да кажеме дека живееме од адреналин. Тоа е нешто што не придвижува, ваков не ни беше потребно. Барем во овој период кога живееме и активно ковид криза, веќе не знаеме од каде доаѓаат нападите, ова што последно се случува е навистина застрашувачки. И во Украина на почеток на денот дадоа информација дека се подложни на кибернапади и морам и тоа да прашам во поглед на безбедноста на системите и на Србија и на Грција. Кај нас пред малку со говорник зборувавме дека многу треба да се работи и напредува на оваа тема, бидејќи невидливиот непријател е многу пострашен од она што го гледаме на терен. Ја можеме од новинарски аспект, значи треба да внимаваме за фейк њуз. Лажни вести, што кажа Сања, 2 пати, 3 пати треба да се провери таа вест, не само од новинарот, туку и од одговорниот уредник и уредникот дали да се објави или не. Ако не е точно, ти може да направи големи штети, поготово овака суптилни, нејасни, да кажеме, до некаде политички војни конфликти, че го повторам, во случај на војна прва жртва е вистината. Да. Се го кажува тоа. Ние многу малку и знаеме суштина и поводот на ова што се случува во Украина. Европската унија, Сања, чинам, барем Сабалева ја прочитавме информацијата дека изминатиот период подготвува специјални тимови за заштита од сајбер напади. Колку Грција е ранлива на оваа тема? Тоа е една тема која што не... Бидејќи, извини што те прекинувам, имаше најава дека хакерите нема да имаат како мета само Украина, туку дека ќе има сајбер напади низ целиот свет од почетоков на војниот конфликт. Веројатно Грција е подготвена, бидејќи не се споменува, нема никаков случај кој што би можела да го споменам како пример дека Грција била на мета. Така да претпоставувам дека безбедносниот е од овој аспект дека Грција е подготвена и на ова. Меѓутоа, за тоа колку една земја била подготвена теоретски и колку тоа може во пракса да се примени, веројатно ќе покаже времето. Так. И тоа значи дека многу ќе дискутираме на оваа тема во деновите кои што следуваат. Јас ќе се заблагодарам за гостувањето. Ја би сакал да искористам најава да овако. Да, заборавивме, да. Денес многу поеќе ќе дознаеме ствари утре. Денеска во Скопје доаѓа министрот за външни работи на Србија Никола Селаковиќ. Кој е поводот за посетата? Има ли никоја најава за темите за кои што ќе се тоа може да ви кажам, може се да се случи се со оваа ситуација, најавено е. Официјалната посета е утре. Подпишување на договор за конечно да се отворат културно-информативни центри во Белград и во Скопје, како што ми е познато, македонската влада донесе усогласен текст за овој договор и утре треба министерот Селаковиќ и претпоставувам министерот Османи да подпишат договор да се отворат културно-информативни центри на држава Македонија во Белград и на Србија во Скопје. Се надевам дека актуелнова ситуација нема да ги помати сметките и дека реализацијата ќе биде навреме. Благодарам многу, Оливер, благодарам Сања за вклучувањето од Атина и за гостувањето во Македонија на утро.